Драги гледачи, добар ден. Добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс. Денеска, како и секогаш, ние имаме, знаете дека мощни интересни гости. Денеска ќе говориме за отворените листи. А со кого, ако не со нашиот соработник Зоран Петковски. Зоран, добар ден, ние чувствуваме се како дома во нашето студио. Добар ден, да ве поздравам и вас и вашите гледачи и да ви се заблагодарам за можноста повторно да зборнеме за оваа толку важна тема за Македонија, тоа се отворените изборни листи. Секогаш си тука добро дојден гостин. Одиме на ти, се надевам дека. Да, секако. Така. Зоран, да те запрашам, ти го оценуваш како стара нова вага овој најавен изборен законник. Што Измената на изборниот закон? Така, да. Измената. Па што да кажам, освен дека тоа е стара финта што ја прават поголемите партии секогаш пред избори на некој начин за да направат алиби зошто не се воведуваат отворените листи. Значи постојано се прави мала кампања дека треба да се воведат отворените листи од некои помали партии и една изборна единица и дека тоа е многу добро за граѓаните и така натака. Меѓутоа, како што можевме и сега да видиме на последното гласање во собрание, ЛДП и кои партии поднесува таква иницијатива до собрание, меѓутоа само 19 пратеници од помалите партии гласа за, а од поголемите, да кажеме, и од СДС и од ДПМН и кои таму други, не знам, албански веројатно гласа против. Значи, ова го сметаш така како како неискрено заложување, ако не се лажам. Па не е само неискрено заложување, ова е и очигледна манипулација која што се прави редовно пред избори и една голема неискреност од страна на партиите во смисол манипулација да се наводно убедат граѓаните дека еве ние се залагаме за една изборна единица, некои партии како ЛДП дури еве ние сме и за отворени листи и се и да ги добијат гласовите на граѓаните кои што се залагаат за тие цели, меѓутоа на тој начин не се бори за такви изборни измени. Ако некој навистина сака да воведе една изборна единица и отворени листи во Македонија, тој прво и основно треба да направи една поголема кампања за таа тема, односно треба да каже кои се недостатоците на 6 изборни единици, кои се недостатоците на затворените изборни листи и кои се предностите од една изборна единица и од отворени листи, со тоа што такво нешто јас нити порано не видов, нити сега. Имаше едно време мала кампања и трибини и се, веројатно под притисок на меѓународната заедница, меѓутоа после тоа се изјаснија самите дека не се баш најдобри отворените листи, една изборница имала мани и така натака, значи почна да бараат мани и се виде дека има неискрено залагање, дека е тоа само манипулација и дека на крај повторно ќе остане истиот изборен модел кој што навистина им носи огромни користи и бенефиции и огромна штета и нанесува и на Македонија и на граѓаните. Добро. Зоран, сакам да те запрашам најнапред. Како ја оценуваш улогата на премиерот по однос на ова прашање, исто така на неговата партија ВМРО-ДПМН и еве кога веќе зборуваме и на СДСМ како две најголеми носечки партии во моментов. Па ете, тоа е тоа. Значи, улогата е нечесна, манипулативна, затоа што токму тие партии најмногу пред избори почнуваат да ја започнуваат таа тема, да ја зборуваат по медиуми, затоа што медиумите се најмногу под нивна контрола и тие кога сакаат им наложуваат да се потегнуваат таа тема, кога сакаат ги запираат, се запира таа тема. И сега самиот премиер
никој не го тераше да зборува дека ќе поддржи една изборна единица, исто тоа го бара и СДС, исто така поддржуваат и отворени листи вербално и се, меѓутоа на крај на собрание едноставно со кратка иницијатива, предлог до собрание, одбивање и се завршува, затвора целата тема без многу дискусија, што значи очигледна манипулација. Нема повеќе што да кажам, тоа е нечесна игра од сите. Можеме ли да наведеме зошто една изборна единица? Еве ти долго време си, да кажам, студирал на оваа тема, значи си ја проучувал, си учил, си читал доста, имаш напишан и доста труд. Можеш да ни наведеш најдобрите причини зошто? Значи, доста е тоа едноставно, една изборна единица е најкорисна затоа што малите партии после избори најмногу се бунат затоа што голем број од нивните гласови кои што ги добиле на избори пропаѓаат, односно се преливаат на контото на големите партии, затоа што со 6 изборни единици за еден пратеник или за еден советник, за пратеник требаат околу 10.000 гласа, за советник не знам дали околу 1.000 и колку беа. Меѓутоа, ако не ја достигнат таа граница за советник, сите тие гласови или за пратеник на парламентарни избори, сите тие гласови преминуваат на контото на поголемите партии. И тоа практично сите избори некаде околу 3 пратеници и многу советници кои што со гласовите кои што пропаѓаат ги добиваат поголемите партии, односно победничката партија, и тоа е еден од најголемите проблеми на 6 изборни единици, една од најголемите придобивки на една изборна единица, затоа што многу гласови, тоа се 30.000 гласови на граѓани, не се застапувани во собранието и во советите на општините заради пропагањето на нивните гласови. Со 6 изборни единици, а овака на тој начин граѓаните ќе останат застапени со своите представници за кои што гласале со една изборна единица. Тоа е една работа. И втора работа, исто така е многу важна, што со 6 изборни единици малите партии се свесни за својот потенцијал, дека им е мал, дека не можат да ги достигнат сами тие квоти од 10.000 гласови за еден пратеник или колку таму 1.000 за еден советник, и затоа се приморани уште пред изборите да влегуваат во предизборни коалиции со големите партии, односно на тој начин да се понижуваат и да ги прифаќаат сите нивни принципиелни и непринципиелни предлози и барања за да влезат во коалицијата, да не останат, малтене да не пропаднат. Додека со една изборна единица многу од малите партии, односно скоро сите, ќе се пробаат самите на избори да видат колку им е нивната вредност и тежина, и ќе може евентуално тие што ќе освојат и пратеници, и градоначалници и советници, а тие што нема, тогаш може постизборно евентуално, точно знаејќи ја својата вредност и тежина во тој момент на тие избори, да отидат по некој од поголемите коалиции постизборно, а предизборно е многу незгодно, и затоа на овој начин се помага на малите партии. Со една изборна единица се зголемува демократијата и навистина секоја партија може точно да ја измери својата тежина и да се каже колку е навистина голема, колку навистина гласови освоила, дали ДПМН, СДС или која, а малите партии навистина дали се човек партии или имаат тежина која колку вреди. Затоа што не значи дека ако на едни избори една помала партија освоила одреден помал број на гласови, не значи дека и на другите избори таа партија ќе освои помал број, можеби ќе освои поголем број, бидејќи луѓето гласаат за идеи, гласаат за изборни цели, а не гласаат само за имиња на брендови на партии и така. Мислиш дека кај нас луѓето денеска гласаат за име, а не за партија? Па нормално со затворени изборни листи, таков е изборниот систем, луѓето гласаат само за партија, а тоа е многу лошо затоа што затворените листи и гласањето за партија практично представуваат параван за сите тие нивни партиски лидери, партиски војници и членови, затоа што после изборите, гласајќи за партија, ние слушаме дека луѓето зборуваат премногу и лаги и манипулации и се, меѓутоа никој за тоа не одговара, затоа што сите се кријат зад партијата. Значи партијата е крива, партијата не е крива, партијата ова, партијата она, а партијата е имагинарна и не може никако да не може да одговара.
лична одговорност нема со затворени листи, а тоа е неопходно за да може да има квалитет. И токму затоа јас се залагам за отворените листи, каде што е примарна личната одговорност. Зорана, например, ние како граѓани, што добиваме со отворените листи, а што добиваме, например, со една изборна единица? За една изборна единица кажав, значи дека ние како граѓани добиваме застапеност на оние кандидати за кои што сме гласале. Нашите гласови не пропаѓаат и не одат на конто на тие кои што не сакаме да одат, а сепак по силата на законот одат. Добиваме и помали партии кои што се послободни, кои што се посамостојни и имаат своја програма, се борат, нели? Не мора да зависат да ги молат поголемите партии да прифаќаат 300 нивни глупости за да останат на политичката сцена. И после тоа да мора да молчат во коалицијата, да ги слушаат како полтрончиња, значи да бидат само фигури, доека вака и на помалите партии ние граѓаните им даваме сила со една изборна единица да се борат за некои своји идеи, идеологии и изборни цели. Меѓутоа, можам да кажам дека со една изборна единица ние добиваме многу малку, значи ова сега што кажав, тоа е многу малку, а главните проблеми во државата остануваат исти. Значи не се решава ништо од корупцијата голема, од големиот криминал, од големата партизација, од големото иселување, од економското пропагање, од перењето на државни пари, и да не ги бројам сите, значи има еден куп огромни државни проблеми заради кои што ние како држава пропаѓаме и се распаѓаме и кои што со една изборна единица не може да се решат, кои што се решаваат само со промена на целиот систем, односно со замена на лошиот систем, коруптивниот систем на затворените изборни листи и со воведување на квалитетниот систем со отворени изборни листи, каде што се бараат само квалитетни луѓе и како стручњаци. Отворени листи? Значи, отворените листи се најдобри затоа што изборната моќ кај отворените листи не е кај лидерите на партиите, значи не ги создаваат, не одлучуваат лидерите на партиите кои ќе бидат пратеници од или советници од листите, туку тоа го одлучуваме ние граѓаните со гласање за личности и практично со тоа изборната моќ е кај нас граѓаните, значи колку гласови секој кандидат поединечно ќе добие од нас граѓаните, толку така ќе биде рангиран и на конечната изборна листа што се добива на крајот на изборите. А тоа значи дека ако ние граѓаните одлучуваме кои кандидати ќе станат претеници, тоа значи дека и тие и се извинувам и советници на сега за локални избори, тоа значи дека тие кандидати понатака ќе бидат лојални и отчетни кон нас граѓаните. Односно, ние ќе бидеме практично главните луѓе во државата кои што одлучуваме, кои што имаме изборната моќ, кој ќе не представува нас во собрание во општините и на тој начин потоа тие нас и не прашуваат за се и не известуваат за се и нас ни даваат отчет на крајот на крајите што сработиле и дали од нас бараат повторна доверба и гласање. Тоа значи дека отворените листи се практично нашата најголема сила и нашата најголема предност како граѓани. Ние на тој начин си ја враќаме, што се вика, си ја ослободуваме државата и си ја враќаме во наше владение од страна на лидерите кои што моментално ја имаат заробено и ја контролираат целата држава. Имаш надеж дека би се случило такво нешто? Ти знам дека се бориш, но дали ќе усвоиш ветер во грб, например, дали имаш? Јас сум сигурен дека тоа ќе се случи и во Македонија, како што веќе се случи во Европа и како што веќе се случува во регионот на Западен Балкан. Сега можам да кажам дека расположението кај граѓаните е се посилно, дека имам се поголема поддршка од граѓаните за воведување на отворените листи, меѓутоа се гледа исто така и една голема недоверба кон партиите, да кажам, и владеачките и опозицијските, затоа што луѓето се свесни, тоа го чувствуваат, дека тие се влезени во политика за лични интереси, дека примарен им е личниот и партискиот интерес, а дека граѓанските и државните интереси им се, па дали воопшто им се битни или терцијарни, не се ни секундарни.
и тие едноставно изразуваат голем сомнеж дека воопшто нема шанси ова гарнитура па и некоја следна да ги изгласа отворените листи во собрание. Меѓутоа, јас сум сигурен дека ние граѓаните ја имаме, битно е само да се развие свеста за отворените листи, за нивните предности, и мислам дека имаме силата дека со голем активизам, голема поддршка, дека ќе на избори ќе се добијат доволно гласови за да се овојат отворените листи. Сега, она што е најважно, тоа е што досега и немаше некоја голема политичка понуда за отворените листи, минатите избори можам да кажам дека јас за прв пат видов дека сериозно една партија се заложи за воведување на отворените листи. Тоа беа демократи, додека другите партии не ги ни спомнува. И мислам дека полека како ние ќе ги поддржуваме отворените листи, се повеќе да се збори за нив и во јавноста и на социјалните мрежи и во медиумите, дека самите партии ќе сватат дека ние граѓаните се повеќе ги бараме, дека тоа е во корист на државата и на граѓаните, дека практично отворените листи се една од примарните и стратешки државни цели, затоа што со отворените листи се сузбиваат најголемите проблеми во државата, односно и криминалот и корупцијата и зарабувањето на државата и сите други негативности кои што ги мачат луѓето, а кои што произлегуваат од заробените полтронски послушни пратеници кои што моментално ги имаме собрани. Значи сепак не било се така црно, еве ти си забележал партија, би рекол, нова партија, која се надевам дека ти влева надеж и дека во неја си препознал нешто искрено на овој наш политички систем, на наше политичко небо. Па можам да кажам дека демократи се првата партија која што сум почувствувал дека искрено, вистински се борат за отворените листи, дека на сите нивни настапи тоа го истакнуваат дека главна цел им се отворените листи, додека другите партии, еве и ЛДП, па и СДС, па и ДПМН и другите кажуваат дека се за отворени листи, ама треба консензус, ама кој ќе почнат со тоа, ама значи дека тоа не е искрено, дека тоа е само манипулација и лага. Да беа навистина заинтересирани за воведување отворените листи, те има милион можности и во собрание, и надвор од собрание, и на медиумите при гостувањето тоа да го промовираат и да го декларираат, а исто така и да кажат кои се аргументите против затворените листи кои се сега, и да се каже дека навистина затворените листи се една од главните причини зошто ни пропаѓа државата, зошто се развива и корупцијата и криминалот и сите најнегативни работи во државата. Зоран, кажи ми, изборно финансирање на политичките партии како до сега, по однос на гласови, колку гласови толку пари, или некој можеби друг модел имаш во твоите замисли? Види, Трајче, нема никаква причина партиите да ремидат еднакви во изборната трка како и многу пари се тука во прашање. Не е тоа воопшто битно колку пари се во прашање. Сакам да кажам, големите партии земаат многу пари. Значи принципот е важен. Важно е дали распределувањето на финансиите треба да биде рамномерно или нерамномерно. А ако е нерамномерно, тогаш нормално е дека кај некој ќе одат повеќе, кај некој ќе одат помалку од разни причини. Меѓутоа, како спортист, јас не можам да разберам во некој натпревар да се влезе нерамноправно. Како да кажам, сега јас како со предност. Да, со предност и на поени и на тежина категорија. Сега да земеме некој во кикбоксингот, да кажеме, што го работам јас, или ММА, некој со 50 кила да влезе да се бори со некој со 150 кила или 300 кила. Која ќе му биде шансата, да кажеме? Ме разбирате? Значи, не може да се нерамноправни. Или на 100 метри што збориме ние, некој да биде на 90 метри, некој на почетокот и да се тркаат. Кој ќе победи, што мислите? И со колка разлика? Значи, нема, ама од друга страна нема ни никаква причина. Зошто би биле нерамноправни? Затоа што, еве, на претходните избори секоја партија добила одредена количина на гласови. Според таа количина на гласови, таа партија добила одредени финансиски средства по глас. И во ред. Тоа е завршено. Милион, многу изборни циклуси до сега
помина, видовме дека партиите се повеќе и повеќе не ги исполнуваат своите изборни ветувања, своите изборни цели и така натаму. За нив добиле многу пари на избори, добиле многу гласови доверба и не ги исполниле изборните цели. Зошто на следните избори тие би добиле повторно привилегии и во финансии, и во медиумска застапеност, и во се, ако не ги исполниле изборните цели? Значи, тие треба да бидат и казнети за тоа, а не уште и плюс наградени, затоа што претходните избори добиле одреден број на гласови. Во меѓувреме, овој период од 4 години или колку да има до избори, се покажало дека тие не се сериозни партии, дека тие не ги исполнуваат своите изборни ветувања. Значи, не само што треба да се равноправни партиите во изборниот старт, туку тие дури треба да бидат казнети и поназад, затоа што веќе направиле голем кикс, голема грешка, претходните изборни цели не ги исполниле. Значи, јас сум за тој изборен модел, начин на поддршка и финансирање, да сите партии на почетокот на изборите, на денот на изборите имаат, или во кампањата да кажеме, да имаат и исти финанси, да имаат исти медиумски простор за стапеност на реклами и низ државата, и после да може да ги представа своите идеологии кои што може би се и нови, може би се и некои кои што народот сега почнал да ги барат. Може би има промена во барањата на граѓаните. Ние не оставаме ништо да се промени во државата со тоа што едни исти партии со исти лаги настапуваат во кампањата на изборите и мораме да гласаме за исти, нели? Во смисол, па тие се на телевизија, тие се на медиумите, тие покажуваат моќта. Тоа е еден вид на стокхолмски синдром, или што го има, тие не мачат, не измачуваат, не крадат, не лажат, меѓутоа овие другите повеќе краде и лаже од овие други, или овие барем ми се блиски, барем нешто даваат и така натака. Тоа се такви глупости што е страшна работа, од тоа патиме до овие години. Значи јас се залагам за тој модел да бидат равноправни условите за сите партии кои се пријавуваат во изборната трка, и понатаму, зависно од резултатот, нека бидат повторно финансирани според добиените гласови. Во тој контекст, дали, например, сметаш дека во Македонија, во партиите, поготово во поголемите партии, има доволно демократија и дали, може би, одредени партии, дали чувствуваш дека се чувствуваат тие самите себе си, се представуваат како богови, дека никој, впрочем, ништо не им може. Дали со една изборна единица може да се промени се ова? Ние минатиот подкаст мислам дека зборувавме за ова работа, пак ќе повторам дека со затворените изборни листи практично се промовира автократија, односно целата изборна моќ се става во рацете на лидерите на партиите, односно во рацете на лидерот на победничката партија, кој што обично е и премиер. Значи, нема што да се бара повеќе од демократија, што да се бара од владење на граѓаните, ако целата изборна и секоја друга моќ е во рацете на лидерот на партијата, и практично тоа е школски пример за автократија или вовед во диктатура. Го спомнавте минатиот подкаст, таму велевте дека вие се залагате за оваа тема заради тоа што сте го пронашле решението, како што верите според вас, за да не си иселуваат младите. Тоа беше една од главните, ако не се лажам, ваши цели заради таа работа. Сега, често пати верите дека се залагате нормално и за тоа и сте тука за една изборна единица, за отворени листи, но на некого верите тоа не му одговара. На кого тоа не му одговара себо и зошто? Па е ова што го зборевме, значи дека тоа не им одговара на оние партии, на големите партии кои што добиваат незаслужено гласови од помалите партии на избори, и ако тие 3 до, не знам, 3-4 пратеници или колку советници им се скратат, и ако им се намалат предизборните коалиции, ако се види на вистина те колку вредат, тогаш може и да се изгуби многу од популарноста и така натака, така да токму затоа тие партии и тие лидери на големи партии се залагаат да остане истиот изборен модел и да останат тие главните кои што решаваат што ќе се случува во државата, кој ќе стане пратеник, кој ќе стане советник, кој ќе стане функционер, а додека со отворените листи сето тоа го решаваме ние граѓаните со нашите гласови, тие губат изборната моќ и затоа се максимално против оведување на отворените листи. Меѓутоа морам да нагласам дека тоа е максимално непатриотски, тоа е максимално недржавнички став и тоа е максимално како да кажам, криминален став, затоа што на тој начин
се работи директно против интересите на државата и против интересите на граѓаните, тоа значи дека личните и партиските интереси на тие лидери и на тие големи партии се многу поважни од државните и граѓанските интереси, и тоа е став на, да кажам, предавници на државата, и токму затоа ние треба да се бориме за отворените листи, за да се бориме за граѓанските и државните интереси, а да се стават во втор план или во 10-ти план личните и партиските интереси на некои лидери и партии. И тоа е една од причините зошто јас се залагам најмногу за отворени листи, и можам да кажам веднаш дека кога тоа за мене е еден тест, кога ги зборам со луѓето и кога ќе ги прашам, да кажем, дали е партија, дали се граѓани поединци, дали се за или против отворените листи, ако ми почне да ми врдаат дека тие се добри, ама знаеш, им фали ова, им фали она, тоа значи дека тие се практично криминализирани, дека се против државните и граѓанските интереси и дека нивните лични интереси се главни за нив, и токму затоа тие треба да бидат отстранети од политиката. За разлика од една изборна единица, имам чувство и сум забележал неколку, мислам, општественици кои отворените листи ги критикуваат и велат дека имаат одредени слабости. Кои се според вас слабостите на отворените? Дали имаат воопшто слабости отворените листи според вас? Прво да направам едно контрапрашање. Дали си слушнал некој аргумент кои се тие слабости и зошто се појавуваат тие слабости на отворените листи? Дали има такво нешто до сега кажано? Само се вели дека има одредени слабости. А конкретно со аргументи кои слабости и зошто нема? Јас ќе кажам веднаш дека тоа се само лаги, манипулации со граѓаните, и дека токму на тој начин тие што го зборат тоа покажуваат, ова сега пред малку што го реков, дека на нив им се многу поважни личните и партиските интереси, и на секој еден начин лажат и манипулираат за да ги уведат граѓаните дека не се добри отворените листи, дека се многу сложени, дека не е време, рано е, ние сме глупави, не можеме да ги разбереме, не знам, ќе се усложнат, ќе се одолжи броењето на гласовите, не знам какви се аргументи сум слушнал, меѓутоа ниеден од тие аргументи не држи, и можам да кажам дека отворените листи немаат ниту една мана. Посебно зборам за целосно отворените листи, и можам да кажам само една работа, многу е логично дека ако отворените листи не биле добри, ако имале мани, и ако затворените листи биле подобри, тогаш сигурно дека земјите кои што ги имаат воведено отворените листи, посебно северна скандинавска Европа и така натака, 80% од Европа имаат воведено отворените листи и се повеќе се воведуваат и на Балканот. Значи тие сигурно би ги смениле и би направиле би ги вовеле затворените листи. Меѓутоа токму во тие држави кои што имаат отворени листи, нашите млади одат се селат, значи таму има најголема демократија, има најразвиена економија, има таа правна држава функционира и законите се почитуваат и се спроведуваат, и можам да кажам дека покрај тоа што имаат најразвиено образование и најразвиено здравство, статистиките покажуваат и дека таму живеат најсрекните луѓе на светот. Како сега ние да кажеме дека отворените листи имаат мани? Посебно таму каде што се целосно отворени листи, каде што нема варијанти разни со изборни прагови, со еден или повеќе кандидати, него таму каде што се целосно отворени листите, каде што не се гласа и за партии и за личности, него каде што се гласа само за партии. Тоа таму е најголема демократија и таму се најквалитетни држави. Тие велат дека главна мана, велат дека нема понуда со отворените листи, велат дека немало понуда. Каква понуда, зашто? На политичкиот пазар дека немало понуда. Мислите партии нема, тоа е мана на отворените листи, дека партиите не ја нудат. Не, видете, тоа е само доказ за заробеноста на државата, доказ дека ја викам политичките криминалци се премногу доминантни и индиректно со знаци кажуваат дека не се за воведување на отворени листи, дека не се за демократија, не се за сузбивање на криминалот и корупцијата, и другите партии практично не смеат да зборуваат против отворените листи, односно не смеат да зборуваат за отворените листи ако сакаат да влезат во нивната коалиција, ако сакаат да добијат некоја позиција, место, министерско, директорско и така натаму. Меѓутоа, најголемите патриоти, најголемите револуционери се покажуваат кога е тешко, кога е голем притисокот, и можам да кажам
еве да ги пофалам од таа страна демократи, дека кога беа во најголем притисок и на минатите парламентарни избори, кога беа со голема понуда и закана, демек или влезете во голема коалиција со некоја од тие коалиции или ќе пропаднете како партија, демократи отидоа самостојно. Дали честно или нечестно беа броени гласовите, тоа е друго прашање. Ги добија гласовите кои што ги добија и не влегува во парламент, меѓутоа сепак останаа на истата цел, останаа со истата идеја и тоа е знак дека и кога е тешко тие не ги менуваат своите идеологии, своите цели и Значи доследни. Доследни се и токму сепак демократи се партија која што ги нудат отворените листи и тоа целосно отворени листи без изборен праг. Што навистина е за максимална почит и Значи го ве поздравувам. поддржуваат во таа. Па бидете, не ме поддржуваат тие мене, практично јас ги поддржувам Вашата нив. идеја. Тоа не е моја идеја, тоа е светска идеја. Јас сум само застапник што ја почитувам, принесе таа идеја се шири максимално во светот и некако ние постојано мора да сме последни во се. Добро, но не секој се залага, еве вие јавно излегувате и се залагате за ова идеја. Знаете како, на некој начин не е и ризично да се залагаш за ова идеја денеска во Македонија, затоа што не им одговара на најголемите партии, не им одговара на властите кои што владеат во Македонија со граѓаните со нас, нели, најголеми криминали и корупции не се фаќаат. Тие самите признаваат дека има најголем организиран криминал, најголема корупција во Македонија и која прави, пак тие ја прават и никој ништо не им може. Се е во нивните раце и судството и обвинителството и така натака, така да полицијата се е во нивните раце. Значи едноставно нашата држава моментално е заробена и да зборуваш за оваа тема која што ја ослободува државата, која што ги ослободува граѓаните, тоа е директно во спротивен интерес и на овие политички криминалци кои што не дозволуваат да влезат да се воведат отворените листи и во спротивен интерес на нивната финансиска и олигарскиска поддршка која што ги финансира за во оваа цел, во оваа насока да останат затворените листи. Меѓутоа, насетиле вие некакви закани? Не можам. Ја веднаш да кажам дека зборувам со членови на сите партии, со граѓаните за оваа тема и на социјалните мрежи ја промовирам максимално и можам да кажам дека досега немам добиено никаква закана, досега имам добиено само максимална поддршка, максимални лајкови, само има максимална недоверба кон партиите дека тие навистина ова ќе го изгласат затоа што се криминализирани и дека не им одговара честен изборен модел, да се почитува законите и затоа не верува дека ќе ги усвои. Меѓутоа поддршка ја максимална дека можеби некојаш Господ ќе даде и ќе се воведат. Ја не се поддржувам многу на Господ, мислам дека треба да сме активисти и да се бориме за таа цела која е навистина толку вредна како што се бореле и во Словенија, и во Хрватска, како што се бореа и во Косово, како што се бора денеска и во Црна Гора, во Босна се исто воведени дел и така натака. Во Европа скоро цела, така треба и ние да се избориме за една граѓанска слобода и да можеме да ние граѓаните да ја одлучуваме за нашата власт која да биде и како да биде. Добро, Зоран, ако смеам да заклучам, вие од петни жири се борите за промена на изборниот закон. Што е тоа што според вас боде очи во сегашниот изборен закон и дали, например, можеби би поднеле некаква иницијатива за промена на изборниот закон, токму вие на некоја од политичките партии, можеби? Веднаш да кажам дека јас не се ни залагам толку за отворените листи, значи како што би требало. Тоа само преку социјалните мрежи и вака на медиуми со разговарање преку луѓе, меѓутоа имам други обврски во животот и бизнис и така натака, така да само во слободно време ова го зборам, едноставно тоа мене ме повлекува, што се вика, од душа, искрено го зборам и сметам дека тоа е најдобро и за моите деца, и за внуците, и за децата на моите пријатели, роднини и така натака. Едноставно не можам да се помирам со тоа дека моите деца не живеат како што треба живеат во неорганизирана држава, слаба држава, дека мојата керка се одси во Германија и дека нема намера да се врати, така да тоа е тоа што ме тера да зборам барем за деца, генерацији што доаѓаат да добијат добар државен систем каде што ќе се вреднува квалитет и каде што ќе може да живеат нормално државата да функционира во нивна корист. И поднеле ли некаква иницијатива за промена на законот? Не изборни. Јас да можам лично би поднел иницијатива, меѓутоа некоја политичка партија па она да го Јас би поддржал таква иницијатива од секој и би се ставил на располагање кој год да побара од мене помош со сите мои идеи и знаења за отворените листи, да како аргументи да помогнам да се поддржи таа иницијатива.
секоја една и граѓанска организација, и Дружение на граѓани и политичка партија или когод поединци да ме побараат, спремен сум, стојам на располагање да разговараме за оваа тема и да ја објаснувам, да се залагам за неја. Во кулуарите има некоја мантра, нешто насетувам, слушам, дали постои некаква вистина, еве има за неколку месеци локални избори, дали можеби вие би се кандидирале како нешто, дали советник, дали градоначалник, дали има некои најави такви? Не знам каде се слушаат тие мантри и муабети. Јас можам да кажам дека не сум политичар, не сум политички ориентиран. Јас сум доста голем професионалец во животот и сакам се што ќе ветам да го исполнам со даден квалитет и рок и така натака. Мислам дека не сум бил за политичар од секојаш, пошто политичарите секојаш викале или треба да лажеш, да крадеш, или треба кај политичарите 2 и 2 да не биде 4, 2 и 2 може би да биде и 3, а може и 5, зависно од чив интерес посилене и така натака, на која страна треба да се приклониш, доека кај мене 2 и 2 секојаш е 4 и не ме интересира нечи интерес, јас компромиси не правам. Промениме тоа, еве. Вие можете тоа. Такви луѓе како мене, ако се потребни, ако времето ги бара, јас стојам на располагање на било која партија да помогнам, да влезам во соработка со нив. Меѓутоа можам да кажам и друга работа, дека контакти веќе некој се имам, да кажеме, одредени луѓе заради мои квалитети ми предложиле нешто, меѓутоа ништо конкретно се уште нема. И моите услови се тие, ако јас имам слобода да работам така како што би ги застапувал граѓаните, нив да ги прашам за мислење, нив да им дам отчет, да не зависам од лидерот, да можам да имам слободна мисла, критика, да тоа што е вистина да го кажам и да се борам, тогаш би влегол во политиката на секој едно можно ниво, ако им треба таков човек кој што се бори за вистината и за правдата. А ако не, поарно е да не влегувам, да не има проблеми и јас да немам, тие со мене. Дали имате моментална поддршка од некој политички субјект во однос на вашава идеја за една изборна единица? Па, еве, повеќе изборни субјекти кажаа дека се за, меѓутоа лажно, значи и ЛДП, и ДС, и други партии се види дека се борат декларативно со како замајување и манипулација на граѓаните, демек еве ние се бориме за една изборна единица, дајте ни вашите гласови за тоа, ама еве не сме ние криви, другите партии не сакаат и ние што да правиме, ама ние мораме со нив, ама ова, ама она. Едноставно, ако на вистина за една изборна единица некоја партија се бори, тогаш ќе застане зад неа и ќе го објаснува што е лошото во една изборна единица, што е доброто што е лошото во 6 изборни единици, што е доброто во една изборна единица и ќе се бори. Ја досега еве, навистина пак ќе кажам за демократи, тие се на таа идеја и секаде го зборат тоа, остануваат на идејата, доека другите се некако превртливи, ќе кажат дека се, ама ние мораме да бидеме со овие, мораме да ги прифатиме нивните барања, штом така се влегува калкулантски во политиката, тогаш нема успех и тоа е манипулација. Затоа, за една изборница јас не гледам друга сериозна партија, освен демократи, да навистина се залага и за отворените листи да ги воведе. Оставам дека е можно да има промени во меѓувреме, дека можно е некоја партија навистина да видам залагање и кај неа за овие цели и ако се појави би стоел на располагање за соработка. Еве имам две прашања од гледачите, би сакал да се одважам да ви ги прочитам, па да повели. Различни системи му даваат на избирачот различно количество на влијание. Изборот на гласачот се нарекува преференцијален глас. Преференцијален глас, да. Има модели каде гласачите можат да дадат еден или повеќе преференцијални гласови на кандидатите од отворените листи. Кој модел сметате дека е посоодветен за Македонија? Овака сум ги проучувал доста повеќето варијанти на отворени листи и има некои Косово, да кажеме, имаше можност за гласање за 5 кандидати, па потоа мислам дека ги намалија или имаат намер да ги намалат на 3 и така. Меѓутоа, јас сметам дека најсоодветен изборен модел е на Финска, која што има целосно отворени листи и каде што се гласа само за еден кандидат.
и мислам дека е тоа најсоодветен модел, да се гласа само за еден кандидат, зашто гласање за повеќе кандидати постои тука пак можност за манипулација, да се гласа само за председател на партијата и плюс уште еден двајца, да се гласа за некој по препорака и само еден за тебе и така натака. Имало веќе лошо искуство, веројатно затоа и во Косово се осетиле тие негативни работи, и затоа јас не би комплицирал работите, едноставно наједноставниот и најдобар модел е само еден човек од листата да биде гласан и кој што ќе добие најмногу гласови, тој да биде прв, па втор и така натака, спрема тоа да се реди, да се знае кој е најпопуларен кај луѓето кои најмногу го сакаат. Добро, Зоран, а мислиш ли дека, например, нашите земји што не опкружуваат поготово, дојде секаде скоро па трета сила, трета политичка партија, тоа значи не е како во Македонија, што викаат Курто и Мурто, сада сам ВМРО, него знаеме дека нашите соседи веќе ги води и трета партија, што значи се променија тие првите две партии. За кои соседи збориме, за Бугарија, за Грција? За Бугарија, Грција, да. Добро. Да. Дали, например, кај нас може да се случи нешто такво со една изборна единица? Дали тоа може да помогне? Па, видете, пак ќе кажам, една изборна единица не е пресудна. Една изборна единица е секундарно или терцијарно прашање. Примарно прашање се отворени листи. Значи, ако се воведат отворени листи, тогаш може да се појави и трета партија, и четврта, и пета, која што ќе биде силна на македонската политичка сцена. Ако останат затворените листи, тогаш останува заробената држава, заробените институции, партиска администрација, медиуми и така натака, и тогаш трета партија едноставно нема шанса, затоа што двете најголеми партии фиктивно се борат помеѓу себе, а фактички заедно се борат против сите останати партии и не дозволуваат ни една партија да им се приближи на тие две. Така да они си рачунаат на тоа дека граѓаните сигурно ќе гласаат или за една или за друга, и тоа секогаш гласаат против. Има време 4 години, покажаат 300 глупости, лаги и измами, а дај сега ќе видиме ќе им даеме шанса на другите. Пак другата голема, пошто се големи организации, имаат на терен структура и така натака. Тие после уште повеќе крадат, ај ќе се вратиме на овие. Значи нема шанса помала партија друга, затоа што со една изборна единица се партизираат, се заробуваат целата држава, на сите места, на поважни места во државната администрација се поставени нивни партиски војници и не е возможно ниту да се одржат регуларни избори, ниту да се одржи да помине некоја иницијатива, ниту во администрација, ниту во телата на државата, ниту во институциите, ниту во судовите, обвинителствата и така натака. Значи целата администрација е тотално моментално партизирана, тоа е вистината, тоа е реалноста. Само или од едни или од други, тие малтене и заедно се договараат што ќе прават. Ај ние сега ќе дојдеме на власт, вие немој да не судите, после вие кога ќе дојдете ние ќе ве заштитиме и така натака, само да си перат пари и да ја уништуваат државата, и тоа е таков рак зафатен во државата што мора едноставно, лекот е само отворени листи, мора да се направи тој хируршки рез, да се воведат за да се со преку ноги да се решат сите најголеми проблеми и да се стави државата на прав колосек. Без отворените листи државата само ќе пропаѓа и дали ќе имаме за кратко време. Подносно ова прашање како едно мало надополнување, кој е вашето мислење за политичката партија Левица? Дали она сега во моментов се бори за втора сила, ако не се лажам, со СДСМ? Или некои па велат дека и се втора сила? Искрено, не сум размислувал многу за Левица. По мене беа доста актуелни едно минато време, кога јас самиот стапи во контакт со некои луѓе од нив и ме интересираше каков е нивниот став за отворените листи. Со самото тоа што ставото таму беше дека не е време, дека се сложени, дека не се баш добри, без никаков аргумент, мене ми покажа дека тие луѓе не се залагаат за граѓански и државни интереси, дека примарен им е личниот и партискиот интерес и личниот рейтинг, гласовите и личните финансии и така натака. Така што мислам дека Левица може да биде една добра опозиција, да ги фаќа криминалите и лагите и манипулациите и на ДПМН и на СДС. Значи, јас би рекол, крадецот многу добро ги чувствува крадците и лажгото многу добро ги чувствува лагите на другите. Меѓутоа, кога ќе каже некој дека не е за отворени листи, тогаш кажува дека не е за
чесен изборен систем, дека не е за демократија, дека не е за државата да ја владеат граѓаните и тие да ја контролираат, дека не е пратениците да бидат одговорни очети пред граѓаните, дека е за полтронско однесување на пратениците према лидерот на партијата и автоматски тоа го губам интересот за таа партија. Така да мислам дека левица го имаше својот пик и дека сега понатаму само ќе паѓа надолу, затоа што луѓето веќе сватија дека потенцијалот не е како што се кажуваше. А уште од озгора кога ќе се види дека нивната идеологија, нивните крајни цели се за нивната идеологија, што мислите, дали мислите дека можеби застранале од патот во Албанија беа да се поконат таму? Не да застранале, него они сакаат да направат, тоа е една голема манипулација, тоа е пропаднат систем, да кажеме социјализмот и комунизмот. Едноставно тие привилегии, предности на комунизмот беа снимени и искористени од скандинавските држави со оведување на отворените изборни листи и практично како што беа во социјализмот граѓаните, односно работничката класа главни, сега во демократијата со отворените листи граѓаните се главни и они решаваат и они одлучуваат и така натака. Тоа е истиот систем, само малку модифициран и унапреден што го прават скандинавците. Додека ако сега одиме пак на тоа да ги делиме луѓето дека се работничка класа и газди и така натака, беше која е работничка класа? Јас сум собственик на фирма и јас сум поголем работник од моите работници. Кој е работник? Кој е газда? Значи веќе нема работници. Значи веќе нема олигарси. Тоа е веќе поминато. Значи има работници и неработници. Значи и самите бизнисмени, она што кажуваат олигарси се луѓето кои што ја купуваат мокта во политиката со своите пари, а бизнисмени се луѓе кои што заработуваат пари со своите бизниси, со својот квалитет. Видете, има сепак бизнисмени, не би рекол дека Камчев или дека Трифун Костовски работат заедно со нивните работници. Мислам, имаме ние големи газди. Видете, не знаете вие како е и со големи пари. Не може тоа 24 сата да се работи. Не е лесно со големи пари да ги изголемувате постојано и да ги контролирате толкава маса на луѓе и така натака. Постои можност, варијанта на Запад да се ангажира професионален менаџер и биде се спиете дома, тој менаџер да ви одговара за се. Меѓутоа не знам дали е тоа случај во таа ситуација со нив, така да не е лесно. Од една страна да се водат толкави фирми, толкави луѓе, а од друга страна да се работи со криминализирани политичари кои што можеби зависе од твоите финансии, кои што ти мораш после да переш пари, со нив заедно преш криминали за да добиеш пари, да влегуваш од тиста работи и да подкупуваш суди обвинители да не те обвинуваат. Мислам, тоа е такво кршење на закон мегаломанско да човек не знае што да каже. Мислам, ја пак кажувам, сите тие бизнисмени кога ќе бидат отворени листи, кога ќе биде правна државата, тие сите ќе си работат по закон и тоа ќе се види кој е навистина големиот бизнисмен и кој со својот квалитет на работа ќе заслужи да ги продава своите услуги и производи кај граѓаните. Се расчисти криминалот според вас кога ќе има? Тотално се расчистува и криминалот и корупцијата и све. Нема шанса, едноставно мора да се почитува законот и најголемата предност на отворените листи што преска заборив да ја кажам, тоа се две најголеми предности. Тоа е прво што има што не се дозволуваат изборни измами, а мене ми е многу криво што и многу политичари до денеска ми го кажуваат тоа дека не е можно да нема измами со отворени листи со овие вакви криминални политичари. Јас гарантирам дека со натрепартиската конкуренција дека се елиминираат сите можности на сите можни видови на изборни измами. И X други придобивки кои што ги има од тие листи. Главна фактички изборна придобивка би било тоа да нема изборен криминал, да нема. Втората, значи, придобивка е тоа што пратениците тогаш видите пак е повтораме на работа. Пратениците се главните луѓе во државата. Да. Не се главни владата, премиерот, министрите, директорите. Значи пратениците се главните луѓе од државата, тие нас ако со отворени листи. Ако ние ги бираме, тогаш тие нас ни даваат очет, тие мора да ги почитуваат законите и што е главно со отворени листи пратениците ја контролираат работата на владата. Внимавајте, пратениците ја гласаат владата. Пратениците ги гласаат министрите и така натака. И ако некој од нив направи грешка, медиумите, граѓаните откријат и го пријават тоа под опрен глас дека тој го прекрши законот, тој веднаш или си дава оставка или лежи во затвор, луѓе. Значи мора да се почитува законот. Не сме да ова денеска вакви манипулации, вакви глупости со 300. Значи да не сме да се пријави, па ако се пријави после тоа процес огромен, па после тоа се малте не државата му плаќа
оштета што било притвор и така натака на некој, да не зборам се имиња. Значи, луда работа е ова што се случува сега со затворени листи, тотално ненормално. Доека со отворените листи мора да се почитува законот, владата е контролирана од пратениците и малку ако мрдне надвор министерот, тука веќе директно тој одговара лично. Ако него после, ако тој мора да работи по законите, ако него му мрдне малце директорот на јавното предпријатие и надоле раководителите, сите одговарат. Значи затоа со овој систем на отворени листи мора да се почитуваат законите и затоа се почитуваат законите во земите Скандинавија, Европа кај што се отворени листи, а кај што се затворени листи, земете не знам, и Унгарија, и Србија, и Македонија, и таа линија. Значи секаде има автократија, секаде има лидери кои што за све одговарат, за све решаваат, дали Вучич, дали Орбан, дали Мицкоски, дали кој бил, или и Путин дури во Русија, и не може да се мрдне. Значи тој е секогаш управо, законот не важи за него, сите други ако се бунат против него, ако против него лошо зборат, директно во затвор. Тоа е автократија и диктатура по дефиниција. Сега политичарите не одговараат само заради тоа што нема отворени листи? Да. Едноставно кажано. Или сега можеме да компли затоа што е заробено одсуството, обвинителството, полицијата, едноставно да се отворени листи, сите тие се департизираат, се решава за месец дена, нема да ја познаеме Македонија со воведение на отворените листи. За еден месец ќе кажеме дека едноставно како можеш едно Косово толку криминализирано, толку заостанато, толку се со воведението на отворените листи сега Косово да биде за нас правна држава, Косово да биде за нас економија, Косово да биде за нас перспектива. Еве Албанија сега има иницијатива за воведување на отворените листи. Босна има веќе воведено отворените листи, некоја варијанта. Црна Гора исто голема иницијатива во собрание. Што да кажам, сите тие Црна Гора веќе тешки преговори длабоко навлегла со Европската унија. Албанија напредува, сега ќе почне и така натака. Што да кажам? Зоран, дали чувствувате некаков значи некаква тежина во вас кога гледате дека еве на пример Бугарија, ние пред 25 години за Бугарија бевме како може Америка, Бугарија така? да се освестат на толкав криминал дека се отворените листи спасот и да ги воведат, а ние да не може да се свестиме да спомнавте Косово, спомнавте Србија, ние бевме пред сите нив. Наеднаш. Значи затворените листи се криминален, коруптивен систем кој што само ја влече надоле државата, само ја распаѓа, само ја уништува. Кажете ми која држава е успешна, која држава не е презадолжена и не пропаѓа, која што има затворени листи. Затоа и ги тргаат, затоа и ги воведуваат и затоа со отворени листи почнуваат да напредуваат, да се нормализираат, да стануваат правни држави, да се почитуваат закони, да се нормализираат државите. Со затворените листи само лидерите, претседателите на владата, премиерите и нивните клиентелисти околу напредуваат, се богатат, страшно купуваат авиони, коли, станови, чуда, додека целиот народ пропаѓа. Згради прават во Дубај. Што не прават, а едноставно целата држава пропаѓа, се задолжува, граѓаните осиромашуваат и нив баш и мегали ги убедуваат дека се втора, трета, пета во Европа, во свет, по економија, дека се зила, дека се све. Иста шема видено во Бугарија со Орбан, иста шема правеше Вучич, еве се иста шема ни прави, како да имаат исти ментор позади кој што ги учи како да има. Како дека иста куќа. Па исто е затоа што на ист начин дури со исти унгарски, не знам чиви медиуми се пере мозокот на луѓето и во Македонија овде. Кој се газди на медиумите? Од која држава и така. Значи иста е таа школа. И што да кажам? Ајде ќе гледаме сега турски серии и ќе си кажуваме приказни и ќе гледаме спорт. Да не збориме за политика. Значи оваа тема е главна и основна. Затоа викам најголеми патриоти и државници се оние кои што се борат за отворени листи, дури еве се сметам ја еден од натре имам некој порив, дека најголеми државни непријатели се оние кои што не ги поддржуваат, а се сега моментално опозиција во собрание да ги поддржат. Значи имаме моментално окупирано собрание, окупирана држава со голем број политички криминалци, нека ми се наутат, нека ме обвинуваат, за мене е тоа вистината, тоа од душево кажувам. Добро, и сегашните наши политичари велат дека одговарат пред народот, ама не сме виделе дека нешто такво се случило. Дали знаеш, еве трече, кажи ми во последно време, која партија е обвинета за некој веле предавство и така натака. Едно време ја обвинеа ВМРО, па уште и оштети. Па со уста така да, ама кој политичар на дело не се. На дел, не тоа, кој е осуден политичар, еве, од лидериве, од министриве, сите ги ослободуваат. Имаше во времето на СДСМ некој падна Гордана Јанкуловски, Миле. Тоа све толку се тоа заврши. Тоа се све жртвени јагни. Чавков, добро, ако можем да го. Ништо од тоа нема. Политичарот пак е некаква фигура. Значи, на толкаво пропагање на државата, и финансиски, и стандарди, и економски, во сите, еве, се распаѓа секој сектор, да не збориме сега образование, здравство и така натака. Се се распаѓа државата, веќе сме дошле, замислете, се поземуваме не една, него 7 милиарди
И се уште и да бидеме срекни што успеале тие да најдат 7 други нема да ни ги дадат, затоа што нема кој да ги рани она огромна администрација, се извинувам, плата да им дава и така натака. Добро, Зоран. Кажете да не зборам, буде така. Клучното прашање, дали мислите вие, според ова, после ова се што го кажавте, дали мислите дека нашите политичари, премиерот и некои други министри не го знаат тоа што вие сте го дознали, што го виделе, или го знаат, а не сакат да го зборат? Многу добро го знаат. Запознаени се премногу добро и молчат и не го спроведуваат. И уште кажуваат, па дајме и ние ги поддржуваме отворените листи и се прават да не се спроведат, да не се оведат. Значи тоа е, ајде јас да сум нешто против, па да кажам дека сум против, ама кога сум против, а кажам дека сум за, тоа е таква, како да кажам, подла работа, таква расипаност, да јас сум разочаран максимално и од СДС, и од ДПМН, и од сите парламентарни партии, што еден не излезе на говорница јавно да збора за отворените листи, да ги кажува на парламент, да ги поддржува, а го има како можност. Пресконференции да прават, да се борат, да видам дека се застапуваат за таа идеја. Да, ние ги поддржуваме и толку. Како забранета тема име? Како ерес? Токму така, затоа што немаат аргументи против, затоа што знаат дека со таа тема се спасува државата, ама тие пропаѓаат како политичари лично. Затоа е забраната темата. Затоа не сме се зборува и затоа со кейп се зборувам. Ете, кога не е дозволено, па као зинат ќе зборам за тоа. А затоа што е тоа добро за сите, и за луѓето, и за државата. Забранетото јаболко е најсладко. Ете, јас не се плашам, доволно сум луд или да сум храбар, како го да кажеме. И зборувам за таа тема, затоа што искрено од срце мислам дека е тоа спасот за Македонија. А сакам да се појави човек било на социјални мрежи, на медиуми, како го сака да ме оповргне, како се кажа, да ме демантира. Ти често бараш опонент, ама до сега немаш во однос на оваа тема. Јас сум подготвен, да ме викнат мене да дискутираме на оваа тема. Колку што можам, не сум стручњак, некој политичар, политиколог и така натака, аналитичар, многу постручни има од мене, ама сум подготвен да колку што можам, колку што знам да ја бранам оваа тема. Уште едно прашање од нашите гледачи, а тоа вели вака: безмалку целиот европски континент ги користат отворените листи како изборен модел, но различни се методите за нерешениот исход меѓу кандидатите. Например, во Финска тоа се решава со фрлање на паричка, додека во Бразил повозрастниот кандидат го добива мандатот. Како би ја решиле оваа појава во нашиот изборен закон? Значи, теоретски постои една многу мала можност на избори двајца кандидати од кандидатската листа да добијат изборни гласови. Така, тоа е многу мала веројатност, ама еве теоретски да речеме дека ќе се направи. И Трајче и јас добивме по 200 гласа на кандидатската листа и сега кој да биде прво, кој да биде второ место, или кој да биде четврто, кој да биде пето. Не е важно, еве теоретски може да се случи двајца кандидати да имаат ист број на гласови. Знаете што е проблемот? Воопшто не е битно, јас да кажеме, ќе бидам джентлмен и ќе кажам, еве Трајче, ти го отстапувам моето место, биди ти пратеник на место мене. Затоа што пратеник не е, или советник во општина, тоа не е привилегија, тоа не е професија, тоа не е добивка. Едноставно тоа е огромна обврска која што човекот треба да се ја превземе за да им служи на граѓаните. Обврска ми привилегија со што привилегија? Однос на тие што е назначиле, верувале во вашите способности. Тоа е доверуваме и тој и тебе те назначили и мене. Исто сте назначени, така? Да. Сега кој да биде? Може слободно да се врти паричка, може слободно по стариот или не знам како да биде, може не е воопшто битно, може и джентлменски се договориме. Ја имам некој приватен бизнис, ти немаш, поарно биди ти. Кога веќе иста доверба имаме. Значи тоа воопшто не е битно, затоа што јас не гледам интерес во оваа работа. Со отворените листи кандидатите за пратеници и советници не гледаат личен интерес. Тие се пристапени да им служат на граѓаните на државата на повик од некоја партија, на замолница, дали сакате вие да ни помогнете со вашите знаења, искуства и способности. Значи јас не гледам да се гребам кај тој претседател и да му го лижам газот или да не знам што да правам, се извинувам вака. Не е проблем, овој подкаст можеш. Да, за да ме стави мене што е можно повисоко и да добијам некои привилегии. Па се горда ме, знаеш, јас сум пратеник. Јас сум пратеник на државата, а што направи? Државата пропаѓа, се распаѓа. Јас гордо кажам дека сум пратеник, па уште изимам не знам какви паушали, патни трошки, чуда, се утепа од пари изимање, куќи станови купувам. А државата пропаѓа. Ама битно, јас сум пратеник, јас сум директор на јавна предпријатие, јас имам кариера. Тоа се такви идиотски работи. За тоа днес. Ама како може да се борам јас за во лош систем, да се борам
за вие позиција. полош. Значи, ако е лош системот, ако системот е, значи сите луѓе од најмал до најголем кажуваат системот е лош. Нечиј системот е распад на државата, дај да го менуваме системот. Но кој Јас ќе го викам, промени? системот е со затворените листи тој што е лош. Значи, затворените листи го прават системот лош. Добар систем е системот со отворените листи. И затоа, ако се бориме за добар систем, дајте да воведеме систем со отворени листи целосно, кој што се за граѓански пратеници, кој што се за почитување на законите во државата. И тогаш да се гордееме што сме служеле 4 години, сум го оставил мојот бизнис, сум го оставил нешто друго што работам или на некој си државна функција, зборам за као професор, како за некоја друга позиција и сум станал граѓански советник или пратеник за да служам на граѓаните сите своји способности на моја штета, на штета на моето семејство, на моето слободно време и уживање, да ги дадам 4 години на моите граѓани и државата и за тоа да бидам почитуван. Дури ако премногу бараат и да дадам уште 4 премногу би биле трет мандат. Ама тоа да биде само на барање на граѓаните. Јас лично би ми било мене покомотно ако сакам да заработувам пари, ако сакам да шетам да уживам, да си бидам сам, да не бидам во таква должност. Затоа што на запад, таму кај што отворени листи кажуваат, во литературата кажуваат овие што се пратеници и така вика од саба или до вечер 24 сати сме на социјални мрежи, по состаноци со граѓани, ги разматраме законите, им ги објаснуваме, бараме ни мислења од стручњаци, ги презентираме, бараме гласови, дали да гласаме за некој, значи постојано се во комуникација, постојано им слушат на граѓаните. Овака да немаш комуникација со граѓаните и само со лидерот што ќе ти каже тоа да гласаш. Тоа е таква мизерија. Тоа е такво, како да кажам, и нормално е дека луѓето бегаат од тој систем и од таа држава. Како може сите едногласно сме за, сме против и без дискусија. Затоа што лидерот ни кажа и гласај ова не го гласи. Во негов интерес. А ја ќе си добиеме тоа нешто плюс, нели? Дава и он, не само да зима. Мислам, тоа е таква катастрофа која што е моментално државата, а тоа е системот со затворени листи. Мораме да се согласиме дека еден човек не може да го промени системот. Мислам, еве, заре мислиш дека на пример декларативно, не знам, што само премиерот може да го промени, заре мислиш овој систем наш? Да, моментално. Колку е тоа смешно и жал. Не треба ништо повеќе. Премиерот ги има под контрола мнозинството на пратеници. И само да им дае налог сите гласаме за отворени листи, како попчиња сите, пошто им се во рака, сите се врзани со разни линии. Значи сега нема налог, мислиш дека? Нема налог, па лидерот, па автократија е, не тоа го збориме. Значи моментално во Македонија влада еден човек. И сите мора да го слушаат него. А кога ќе видат опозиционите пратеници дека главната партија кажува дека е за отворени листи, прво ќе кажат, ама и ние бевме, и ние сме за, и ние сите ќе бидат тогаш консензуално за. Само затоа што премиерот, лидерот не е за тоа, па знаеме дека нема консензус, нема дететин, што ние ќе се бламираме и си ќутат луѓето, иако не во интерес личен им е да нема. Значи мислиш од сите тие луѓе што се пратеници никој фактички нема собствен став, него не, таму се како попагали. Како кандидати се, тоа е на коренот на најголемата корупција, на големата корупција и големиот криминал во Македонија. Криминален и коруптивен е изборниот систем за отворени листи затоа што во самата кандидатура тој коруптивно ги поставува на кандидатската листа, на добитни места. Ако сакаш да бидеш на добитно место, ќе ми направиш тоа и тоа, ќе се ставиш на располагање, ќе се ставиш во служба, моја лична, ако не, нема да бидеш. Значи корупција и врбување пар екселанс со овој изборен закон. И после тоа гледајте што се случува во собрание. Како попчиња, како ученици мали сите си гласаат и сите се пресекни горди послушници дека нивниот лидер не сме с два збора да кажеш лоши против него, очи ќе ти извадат затоа што од него зависат нивните животи, фамилии и така натаму. Македонија пропагала, не е битно, ние станавме луѓе. Од улица не собра станавме пратеници, директори, министри, не знам што. Без квалификација, не е важно. Да е жив премиер. Ова како што кажувате вие, страшно. Да, тоа е реално. Зашто страшно? Не ти е реално. Не ти е вистини тоа што го зборам. Нешто ти е лажно. Не реков такво нешто. Па страшно било, не е страшно што го зборам. Страшно е што е. А ја вистината ја кажам. Не можам да ја премоцам. Вие ми давате простор, други не ми давате простор. Ако ми дадат, исто ќе зборам и други медии, нема да зборам различно, тоа е тоа. Зоран, не ми останува ништо друго, освен да ви се заблагодарам што ни бевте гостин. И благодарам и вас на поканата. Ќе поканеме повторно да ни бидете гостин, заради тоа што секогаш со вас ни е пријатно, имаме што да си кажеме. Оваа тема е широка и заслужува и повеќе подкасти. Ќе ми биде драго да бидам повторно гостин, благодарам на поканата. Драги мои,
Зоран Петковски, ако ви се допадне ова видео, знаете дека треба да стиснете лайк, subscribe на нашиот YouTube канал и да го споделите како ви дошло до што поголем број на луѓе. Се гледаме!